Минималната плата од март ќе се зголеми за околу 1800 денари, ќе изнесува 24.400 денари, односно онолку колку што е законското усогласување. Владата се изјасни дека не прифаќа да ги субвенционира придонесите за минималецот да порасне на 500 евра. Синдикатот се закани со штрајк, а битката за минималната плата доби друга димензија. Се претвори во мегдан за политичка војна, чиј е синдикатот, но и за рушење на кредибилитетот на Сојузот на синдикатите на Македонија. Владеачката партија ВМРО-ДПМН соостри напади, тврдат сите барања на Сојузот на синдикатите на Македонија се политички и ги следат тезите на Социјалдемократскиот сојуз. Сојузот на синдикатите на Македонија веќе нема кредибилитет. СДС потврдија дека го координираат синдикатот. Слободан Трендафилов е лице кое и должи на СДС за незаконското поставување на позицијата претседател на ССМ. Слободан Трендафилов подолг период не ги одразува идеите и потребите на работниците, туку на СДС. ВМРО-ДПМН обелодени дека Трендафилов бил на сонстадоци со СДС и дека е во постојан дослуг со нив и со левица, а СДС излезе и призна. Со обвинување излезе и екс-лидерот на ССМ Живко Митревски, кој беше начело на Сојузот на синдикатите во времето на поранешниот премиер Никола Груевски. Бара владата да ги прекине преговорите со ССМ, тврди дека првиот човек на синдикатот, Слободан Трендафилов, е нелегитимен. Најновите сознанија кои ги добивме во однос на нелегитимноста на Слободан Трендафилов, повторно се потврдува тезата дека истиот фалсификувал документи во смисла на тоа што лажно се представувал како лице овластено за представување и застапување, потпишувал документи за свикување на конгрес на кој наводно бил избран, делегати кои не можеле да бидат делегати. Опозицијската СДСМ пак со контраобвинувања велат стратегијата на ВМРО-ДПМН е напаѓај, лажи, оцрнувај, само да не покачиш плата. Тие поднесоа предлог до собрание за минималец од 500 евра. ВМРО-ДПМН нема пари за повисока минимална плата, но има пари за луксус, папаја, манго, приватни авиони, тендери и привилегии. И кога треба да изберат да ги зголемат платите или да ги полнат своите джебови, тие секогаш избираат да се богатат, па затоа мора да лажат и да бараат виновник на друго место. Наместо честно да објаснат зошто не сакаат да ја зголемат минималната плата, тие ја измислија новата стратегија да го оцрнат синдикатот и да го прогласат за партиски на СДСМ. Првиот човек на ССМ пак само кратко на својот Фејсбук напиша: Почитувани политичари, не сум ваш на ВМРО-ДПМН, ама не сум ни нивен на СДСМ, Левица и ДУИ. Со почит Слободан Трендафилов, председател на ССМ и еден од 600.000 работници. И додека траат препукувањата, во моментов голем проблем е и законското согласување на минималната плата што треба да се случи до 25 март. Тоа виси бидејќи владата ги повлече членовите од Комисијата за утврдување на репрезентативност на синдикатите, со што во економско-социјалниот совет во моментов нема синдикалци, односно законски не може да се даде заклучок за износот на минималецот. Првиот човек на ССМ Трендафилов обвини за упад во синдикалните организации.